Амбасадоре Кочи, едно единствено решение за ваква ситуација во Република Македонија според ВМРО ДПМН и според народот, кои го покажуваат ката дневновија 12 дена по сите градови, тоа е брзи избори, отфрлање на тиранската платформа, брзи избори во пакет заедно со локалните за излез од кризата. Кој е вашиот коментар, ве молам? Значи, ако го погледнеме развојот на изборните резултати во последните десетина години, тогаш резултати во 2016 година се чудни, па и неверодостојни. При секои избори од 2006 година, наваму СДСМ едноставно беше натепан, така би кажале ние, би се кажало во Австрија, значи со мокар чорап. А и одеднаш 2016 година СДСМ може да покаже дека постигнал 54% дополнително гласови кај себе, за себе. Без било каква феноменална изборна програма при тоа. Кампањата се водеше со големи трошоци. Официјално декларираните финанси или средства, како што мене ми е кажано, ни од далеку не се доволни за да се покријат таквите кампањи. Но, веројатно, постојат големи црни каси и тоа од странство да се полнат. Ја тука и не зборувам за трошоците околу купување гласови. И такви имало на известни места, на поединечни места, гласови се купували. Од друга страна, не можам да си објаснам, на пример, во изборни локали околу Скопје, каде што населението е чисто албанско, а јас многу добро ги знам тие изборни места, не можам да си представам дека мнозинството бирачи гласале за СДСМ. Во сите години кога јас бев тука наблюдувач за избори преку ОПСЕ, ја би додал, албанците никогаш не гласале јасно, во така јасен број, во голем број, за етнички македонска партија. Треба, значи, зашто да се држат нови избори? Имаме резултат од овие избори и тука едноставно треба да се допушти партиите да работат и натаму. 2008 година, кога ВМРО со своите поранешни партнери со ДПА сакаше да формира влада, едноставно ВМРО беше спречена да направи таква влада од страна на овие полугувернери што се тука. Едноставно се зема од воздух тезата, се постави тезата дека најсилните партии би морале да имаат коалиција, значи тогаш тоа беше ВМРО и ДУИ. А сега пак важи принципот, тој веќе, поточно тој принцип не треба веќе да важи. Независно што и да се случува, овие божени господари на протекторатот нема да дадат мир се додека изборниот резултат не се подеси. Иначе, де факто, се работи за тоа Западот посакува владата на Груевски да ја нема веќе, бидејќи тој како водаш на влада едноставно не танцува според нивната музика. Туку ја раководи земјата во интерес на
тоест ја раководи земјата како што е и нејзиниот интерес. Тука станува збор еве за грчкото условување, изнуждување да се промени името на државата, ама на тоа се обстојува и не се менува името. Но затоа пак влезот во НАТО едноставно се одложува, а пак со тоа и не може да се затвори комплетно јужното крило на НАТО. Понатаму имаме ембаргото на САД и на Европската Унија против Русија, а тоа ембарго не го поддржува тукашната влада. Имаме градба на овие нафтоводи, гасоводи, што се века Турски поток, и тоа треба да минува низ Македонија, и тоа се попречува. На тамошна така, како да кажем, трново око е и учеството на Македонија при затворањето на балканската рута, балканската траса за преселбата на народите. 2.0 велиме тука како 2.0. Со тоа се попречува земјава, тоест ги попречува напорите на ЕУ за да дојде во Европа масовна имиграција.